Од ова што сега го гледаме на терен, во нашето секојдневие, многу тешко дека било што од тоа што е таму превземено и подпишано ќе биде исполнето до 2030 година. Да, тоа е пиар, меѓутоа и делумно се користи за пиар, бидејќи знаете, ако многу често тоа го користите во јавните говори, секако тука сте вие медиумите, тука сме ние граѓаните, ќе поставиме прашање, извинете, а до каде сме? Прашање на кое што не верувам дека ќе добиеме одговори. Така што повторно нека кажам, тоа све фино звучи вака напишано, ние сме превземале формално некакви обврски, меѓутоа ништо не се помрднува и ја гледаме ситуацијата. Ние зборуваме за загадување, зборуваме за животна средина, ноември, декември, јануари, со првото сонце и со повисоки температури забораваме на се и престануваме да работиме на терен. А работата всушност треба да биде во месеците во кои што е топло, за да се направат подготовки за кога ќе почне грејната сезона и зимските месеци, кога загадувањето е драматично поголемо заради загревањето на домовите, заради температурната инверзија, веќе да имаме некакви чекори кои што ќе можеме да ги применуваме, но за жал ништо, годините си поминуваат. Светската пракса, дури за градови од типот на Пекинг, кои што имаат со повеќе се од 10 милиони жители, вели дека за 10 години може да се сменат драматично работите. Значи, ние би можеле за една година да видиме некакво поместување. За 5 веќе да ги осетиме разликите, бидејќи станува збор за држава која што вкупно брои не повеќе од 2 милиони жители. Така што просто нема никакво оправдување зошто сме тука каде што сме и зошто сме на врвот на овие не многу популарни листи.